Благодарам. Почитувани колеги, почитувана македонска јавност, еве од денешната седница повторно гледам автентични толкувања на деловникот како му одговара на председателот. Меѓутоа не е проблем, ќе го образложиме и ќе пристапиме кон работа како што се воспоставува ова пракса. Но денес на дневен ред го имаме предлог на Законот за изменување на Законот за судски совет на Република Македонија. Знаеме дека довербата на граѓаните, односно недовербата е 92% од граѓаните не веруваат во правосудниот систем токму од лавиринтите и постапките кои што се спрега помеѓу законодавната, извршната и судската власт. За да се разбијат овие спреги помеѓу законодавната, извршната и судската власт, мора да имаме квалитетни законски решенија со кои што ќе бидат разбиени, а со тоа ќе се подобри перцепцијата кај граѓаните за владење на правото и доверба во правосудниот систем. Меѓутоа, како што потенциравме, сите меѓународно релевантни фактори потенцираат дека довербата, односно недовербата е на незадоволително ниво, односно недовербата е 92%. Внимавајте, Судскиот совет е една од институциите која што е директно и најодговорна за состојбите во кои што ни се наоѓаат нашите судови, каде што 19 од 34 се неажурни. Што подразбира тоа? Сите овие постапки и надлежности кои што ги има Судскиот совет за контрола, за именување, разрешување, водење на постапки против судиите, истите ниту си ги извршуваат, ниту имаат квалитетно поставена основа како истите да ги санкционираат оние поединци, да не генерализираме, зашто секогаш во сите институции имаме честни работници, така и во судството. Имаме луѓе кои што си ја работат работата, имаме луѓе кои што соодветно на своите задачи, работни задачи, согласно опис и попис на работно место и согласно закон и устав си ги извршуваат работите. Меѓутоа, генералната слика се прекршува од поединци кои што ја злоупотребуваат својата функција и истите им стават црна дамка на сите оние кои што честно работат. Затоа, кога се работи и за подобрување на условите, кога се работи и за одговорност, секогаш сме барале да имаме поединно, односно индивидуализирање на казните и на санкциите за оние кои што не си работат работата, а не под превезот на колективна одговорност, односно неодговорност, истите да ги избегнуваат одговорностите и со тоа немаме никаква одговорност кај сите овие носители на јавни функции. Меѓутоа, затоа сме доведени во ситуација каде извршната власт е таа која што го контролира судството. Во телефонски разговори знаеме како се нарачуваат измени на судии, на председатели на судови и затоа сите оние реформи кои што ги навестувавте и ги плашевте и судии и сите вработени во судовите и обвинителствата и целокупниот правосуден систем ви беа единствено само за политички маркетинг. Зошто? Бидејќи пред секој избори, ако добро анализираме, секогаш најавувате одредена реформа. Имавте најавувате ветинг во судството. Ништо од ветингот. Правевте совет за реформи во правосудниот систем. Начело со тогашниот премиер Зоран Заев, кој што беше економист по вокација. Најавувавте акција 21, каде што најголемата заложба беше дека најголемиот криминал се одвива во управата за водење на матични книги. И сега повторно најавувате испитување на потеклото на имотот и на судиите, и на обвинителите, и на сите чинители во јавните функции. Тоа подразбира дека за вашето владење од 5 години вие најавувате 4 различни реформи во правосудниот систем. Ниту една отпочната соодветно, ниту една завршена. А тоа резултира со извештајот на Европската комисија кој за 2021 година ни потенцираше на сите, а конкретно
на парламентарното мнозинство и владата дека имаме намалување, односно уназадување на реформите на процесот за владење на правото во правосудните органи. Од 4 на 2 имаме оценка. Тоа е намалување за 50% од она што било реформирано, односно да се реформира во претходната година. Тоа значи дека нема никакво напредување, нема никакво оправдување ниту за извршната власт, ниту за судската, а едни од чинителите се токму судскиот совет. Не можеме да го амнестираме судскиот совет од вакви постапки и со тоа дека тие се единствено за именување и разрешување на судиите. Нивна е одговорноста како еден од органите кои што треба да допринесе да реформите во правосудниот систем ги доведеме на едно ниво каде што ќе имаме напредок, а и самите судови, вклучително, повторно ќе потенцирам, оние кои што честно и достоинствено си ја работата да бидат наградени, а оние кои што посегнуваат по девијантни појави да бидат санкционирани. Меѓутоа, ова ќе се случи кога извршната власт нема да биде која ќе ја контролира законодавната, а законодавната власт ќе донесе квалитетни законски решенија за да ги спроведуваат овие вработени, односно избрани суди. Судовите и целокупниот правосуден систем бараат квалитетни законски решенија кои ќе бидат ослободени од превезот на притисоци од страна на извршната власт. Впрочем, тоа е доказ и овде. Извршната власт ни диктира што во законодавниот дом ќе се донесе и ќе се пристапи. Со ваквото законско решение кое што ќе го предлагаме, а секако ќе имаме и дополнителни други законски решенија со кои што ќе бараме да се подобрат состојбите во овие органи, но пред се мораме да пристапиме кон индивидуална одговорност на сите чинители. Не можеме да генерализираме за сите поединци. Ова доверба од 8%, она 111-то место до пред 2 години, според Transparency International, според извештаите дека во владата и највисоките функционери во извршната власт се најдлабоко завлезени во криминални дејанија, се сериозни показатели дека треба сериозно да се пристапи кон изменување на целокупната стратегија во правосудниот систем. И еве, дополнително, најновата мерка која што ја навестивте за преиспитување на потеклото на имотот. Докаде е? Немате ништо пристапено. Немате превземено ниту еден чекор за да добиеме фидбек докаде е оваа состојба. Се повикувате на стратегијата за реформи во правосудниот систем од 2017 до 2022 година. Овде предлагавте и претходно министерот предлагаше законско решение. Стратегијата која што е во завршна временски период, вие пристапувате да еден сегмент го решите на крајот на 2022 година, а истата е донесена за да се применува од 2017 до 2022 година. Почитувани, конкретно со ова законско решение се предлага да во членот 1 вели во Законот за судски совет на Република Македонија во членот 11 ставовите 2 и 3 во алинеја 2 бројот 15 се заменуваат со бројот 20. Ова се однесува на условите за именување, каде што треба да добиеме по-ригорозни и по-сериозни услови за именување, односно за избор на членови на судскиот совет, бидејќи секогаш кога ќе се посегне по личности кои што имаат помалку критериуми за избор, а тоа е под превезот на актуелната власт и одговара во секој даден момент да ги именува и разрешува, ќе имаме секогаш вакви оценки. Затоа го предлагаме ова законско решение и бараме да не било кој од парламентарното мнозинство, па и председателот, автентичното толкување на законските одредби и на деловникот е право целото собрание, односно целиот пленум. Не е поединечно на кој како ни одговара да можеме да пристапуваме кон негово толкување. Затоа ве повикувам сите заеднички да ги подобриме условите, односно да бидеме едно скалило повисоки во однос на условите за именување на членови во судскиот совет. Ви благодарам.